Преглед за рана диагностика на рак на кожа се изведува со помош на дермоскоп, еден вид на рачен микроскоп со кој ги наблюдуваме кожните структури невидливи со голо око или лупа. Јас сум доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од приватната ординација Дерманова и национален представник на Македонија во Интернационалното дермоскопско здружение. Секој треба да направи ваков превентивен преглед барем еднаш во годината, така наречен скрининг за рак на кожа. Но доколку забележите нова промена на вашата кожа која одскокнува од останатите, расте и се менува, не чекајте, веднаш закажете дермоскопија. Таа ја зголемува прецизноста во диагнозата за повеќе од 30%. Ги има сите особини на одличен тест. Прегледот е безболен, брз, нема никакви споредни ефекти, не е скап, не бара комплицирана апаратура, ниту пак посебна подготовка на пациентот, а помага во откривањето на меланомот, животозагрозувачко заболување кое само со рано откривање може успешно да се лекува. Мошно е важно, го намалува бројот на непотребни биопсии и хируршки ексцизии на бенигни промени. Тоа заштедува време, пари и нерви. Денес се користи и за диагностика на сите кожни болести, особено кога имаат необична презентација. Во откривање на инфективни причинители без употреба на микробиолошки исследувања, а се користи и во поставување на диагноза на заболувањата на косата, така наречена трихоскопија, и ноктите, онихоскопија. Она што е сомнително за пациентот може да биде сосема безопасно, а дерматологот да открие нешто што е многу посериозно, што пациентот не го ни забележа. Дерматолозите практикуваат опортун скрининг, преглед на бенките кај секој пациент без оглед на причината поради која се јавил. Бидејќи статистиките велат, може да се пропушти еден карцином на секои 50 прегледани пациенти, а еден меланом на 400. Со помош на дигитален апарат, сликата која гледаме преку дермоскопот, ја пренесуваме на компјутер и ја анализираме подолго време, потемелно, со повеќе кратно зголемување. Ова ни помага во откривање на поретки форми на малигни тумори, кои доколку се прегледуваат само со проста рачна дермоскопија би можело да се пропуштат. Кај пациенти со повеќе од 60 бенки, особено ако имаат така наречен синдром на атипични бенки. Дигитална дермоскопија се прави заедно со Total Body Mapping, што ни овозможува мониторинг или следење на бенките во интервали од 3, 6 или 12 месеци. Ова е единствен начин за навремено откривање на бавно растечките и меланомите со недоволно развиени знаци кои се најтешки за препознавање. Кај лица кои веќе отстраниле меланом, бидејќи ризикот за појава на втор меланом оди дури до 12%, особено во првите 2 години по интервенцијата. И кај лица со повеќе од 40 бенки кои имаат генетска наклонетост за меланом. Дермоскопијата спасува животи. Ова е поздрав дермоскопски.